Просветните работници повторно го кренаа гласот и излегоа на улица. Незадоволни се од најавите за спојување на повеќе наставни предмети, што би предизвикало губење на работни места, а за револтот да биде поголем, се жалат и за ниските плати. На овој начин, како што велат од независниот синдикат за образование, гласот го креваат и сметаат дека им се нарушени работничките права, а достоинството и интегритетот им се погазени. Но со ваквите промени просветните работници стануваат универзални, секој да биде соодветен за секој предмет да го предава. Тоа е исто како да ги испратиме хирурзите да гаснат пожара, пожарникарите да ги испратиме да работат во некоја конфекција. Значи секој се погазува професионалноста. Вториот проблем е за почитување на колективните договори. Јавноста мора да биде запознаена дека во секторот образование наназад години не се почитуваат колективните договори. На протестот имаше и родители на ученици кои гласно прашаа до кога власта ќе се игра со образованието на нивните деца. Секој модул ќе го предава соодветниот професор. Така, значи, споен предмет, меѓутоа една тема историја предава историја, темата географија предава географија. Дали тогаш тоа навистина така би било кажано, а сега е нешто поразлично? Нас не било ништо кажано, разговараме можеби со другите синдикати. Ние прочитаме концепцијата, во неја јасно пишува дека модуларен е пристапот, но таа е више почната во пето одделение и не е модуларен пристапот. Во моментов јавноста треба да знае дека предметот природни науки во пето одделение, кој што има содржини од физика, хемија, биологија и географија, ги предава на кого му се падне. Значи, ако му се падне на географ, ќе предава сите содржини ќе ги предава, без разлика што не учел 80%. Ако се падне на биолог, ќе предава се, ако му се падне на хемичар, ќе предава се, истото планираат да го продолжат и понатаму. Од независниот синдикат велат дека денешниот протест е само предупредување доколку не се исполнат нивните барања. Во скоро време најавуваат и порадикални чекори. Порадикални синдикални чекори се подразбира обичен штрајк или бел штрајк. За интегрирањето на предмети од МОН велат дека станува збор за новата концепција во образованието, усвоена во 2021 година, која треба да даде позитивен ефект и не предвидува укинување на содржини и уверуваат дека ниту еден наставник нема да остане без часови и без работа.